дома едно време. Значи има они кои што се сеќаваат, тоа е убаво. Саботен мир и благослов на сите вас. Еве дојдовме да се радуваме. Овој викенд за нас е радосен викенд. Радосна прилика и што можеме да се видиме заедно, посебно со оние пионири кои што се сеќаваат на нас кога бевме млади, неискусни. Дојдовме во Кавадарци во септември месец 1979 година. Точно пред 40 години. Пред малце кога се сетив, леле верем, за толку години поминаа. Пред 40 години. Младни, што току венчани, пред 6-7 месеци сме се венчали тамо крајот на 78 година. Потоа почнав да живеам, да работам како млад проповедник во Скопје и рекоа во Кавадарци е округ кој што нема пастор. И така не испратија ваму да бараме стан. Брат Камчев Трајче беше тогаш. Да, почнавме да одиме и најдовме стан во близината на сестра Ленче. Во браќа Џунови. Ете така. Сестра Верка и брат Тасе во првиот спрат, а ние горе во вториот спрат. Скромни услови на живот. Млади, јас и жената, 24 години двајцата. Така, и во декември го добивме синот. 2 години подоцна и Кармен се роди. Има ли некој, гледам некои луѓе, си тогава сестра Ленче е пионир, меѓу, така ли сестра Ленче? Сестра Славка тогаш, 2 сестри, мисионерки. Јас на многу цркви зборував за вас. Многу позитивно. Ете, фала на Бога. Сестра Невенка во Неготино, со незиниот дом, често се гледавме, посетувавме и други некои верници во тој град, убави спомени. Брат Илија веќе пред крајот се појави некако во хоризонтот на нашите работи. Ете. Така ли беше? Да, потоа брат Јован и сестра Марија. Ете, и они се меѓу пионирите. Можем еден дел да кажем нешто? Сестра Марија, нема да ми замериш? Ајде така. Брат Јован тогаш дали проучуваше теми или што туку требаше да се крсти, така нешто беше во тие денови. И ќе и посетам. Многу гостолюбив дом, многу убаво дочекан. Само се една препорака. Да не зборувам за Господ во домот. Можам за се да зборувам друго, само не за Господ. А како пастор да не зборува за Господ? А научив да ги поштувам домаќините и така беше. И ете, подосна, ние заминавме, слушнавме сестра Марија. Одлучи да стори завет со Бога и ете. Во Германија. Не знам каде, кога се случи, но знам дека Атанас и Блаже, така ли беше? Ете, вака. Убави дечиња. Така убави сихјавање, понатаму гледам околу. Сестра Добрина, ете, жал ни е што брат Ристе не е денес со нас. Тој многу, и тој дом доста ни покажа гостопримство и секој се чувствувавме кај ни многу добродојдени. Убави спомени, простите. Понатаму имаме, ете, Маре, ние се знаеме уште пред Кавадарци, многу поодавно, така ли? Како деца, заедно одраснаме. Ете тамо, Маричка. Ете, фала. Еве Борче влезе. Било ми е.
Hvala mnogo. Ete, mi беше predno što nije kako mladi, dojdovme vamo i imavme prekrasne spomene od 79. godine do 86. bevme vamo. Prekrasna generacija na mladi, na deca, pesni, druženja. I ete, Kavadarci je jedna od najmilite crkvi, kaj što ostane v spomen i kaj mene i kaj mojete sopruga Daniela. I ete, tije iskustva nikovaš ne zastareva. I nije milo što možem da dojdeme pak, ovaj komšiluk ne podsjetuvam na mnogo ubovi spomeni. Decava, gdje dobivme tuka se rodija i Heli i Carmen. I ete, koga možeme pak doađeme od vremena vremeno. Ete, rabotime сега јас и супругата, сме 20 пастори во Мелбурн. Прво да кажем, да не заборавам, поздрав од нашава македонска црква. Тие минатата, јас проповедав минатата сабота и реков, идната сабота су во Кавадарци. Тие срдечно ве поздравија. Нашава црква не е голема, меѓутоа е јака, духовно и многу мисионски ориентирана. Ќе кажем, може би малце попладне вака некои искуства во врска со нашата работа таму. Само утрово да спомнам, имаме 3 цркви, јас и супругата. Значи имаме, јас водам грижа за македонскава, а исто така и 2 англиски цркви, една се вика Вереби црква, од разни нации. Зборуваме проповедаме на англиски. А исто така пред 2-3 години отворивме нова црква, се вика Point Cook. Црква, кај што работиме да со разни мисионски активности, сакаме да таа црква од нула да се создаде, да биде група со помош на некои верници од нашата матична црква. Нашава црква Вереби не е исто така кој зна колку голема, меѓутоа е мисионски ориентирана и одлучивме, бидејќи многу се шири градот во тој дел кај што сме ние, многу луѓе доаѓаат, се доселуваат и рековме зошто ние би се групирале во една црква, зошто не би малку подалеку од нас, пак во наша територија отпочнеме една нова црква. И така рентуваме или под кирија зедовме една друштвена просторија и секоја сабота попладне во 3 сата, 3:30 имаме таму богослуженија. По едноставни богослуженија, не така саботна школа, она, меѓутоа имаме така пење 10 минути, потоа имаме искуства кои што стекнал со Бога, подоцна имаме една тема, после се делиме во неколку групи, имаме дискусија во врска со темата, секојаш говорникот има 3 прашања, ќе ставаме на таблата и групите дискутираат, и верници и пријатели, потоа имаме секогаш закуска или значи нешто се освежуваме, храна, така да е мисионски ориентирана, тоа ни е цел. Ете, мојата сопруга повеќе од 13-14 години исто така работеше во конференцијата во служба на сестрите, сестринска служба и на англиски вели Women's Ministry. Меѓутоа пред 2 години таа рече доста е, така да се доби полно работно време и како проповедник, така да заедно проповедаме во тие цркви и исто така користиме прилика и во некои наши други цркви. Ако дојдете попладне, малце ќе зборуваме така некои искуства во врска со мисионството, во врска со некои пријатели, така нивни настани, како тие го запознаваат Господ. Предноста е во Австралија што наместо земјата да се празни, таа земја се полни. Слушнавме во Македонија се празни, за жал, многумина заминуваат. Еве ние бевме дел од тие. Меѓутоа Австралија мора да ги сопре кои што доаѓаат. И со авиони, и со бродови доаѓаат, и со мали брочења, и мора да патролира, да ги враќа или да ги става на некое острово таму, па да види кои се тие вистински луѓе што имаат потреба да дојдат. Многу мислат дека се прогонети од владите, од властите, од ова, од она, и барат азил во Австралија, а сите не се такви. Има многу така наречени економски мигранти. Ја знаете, тој збор ви е познат. И Австралија сака да види кои се вистински, а кои се лажни мигранти. И затоа ги става на некое посебно место, кај што тамо процес оди, па некои се бунаат зошто така и така оди. Меѓутоа, секојдневно илјадници и нови луѓе стигнуваат во Австралија. Секој ден по неколку авиони нови луѓе доаѓаат во Мелбурн. Секој ден.
Не еден месец, секој ден. 100 до 160.000 годишно нови мигранти влегуваат во Австралија. 160.000. И затоа многу се гради, таму кај што ја живеам, се ископано што се вели. Се гради, се доселуваат луѓе, нови семејства, и така да мораме да ние како црква излеземе во пресред, затоа сакаме да створивме таа нова црква, а исто така кој што имавме се шири, затоа што не можеше да не собере многу фамилии со деца и градиме нова црква. Подетално ќе зборуваме попладнево. Само да кажам дека мило ни е што таму работиме. Ние уште кога се преселивме во Австралија, почнав да работам во Мелбурн и веќе 27 година во Мелбурн работам. Требаше да се селам негде надвор од Викторија, меѓутоа одлучив да останеме таму. Знаете, уште сме во служба и работиме. Ќерка ни е во ќерката со семејството се досели исто така пред година и пол во Мелбурн, а синот е во Бризбан со семејството, така да сме малку нема мораме да патуваме. Еве, ова утро ќе проучуваме Божјата реч, затоа сме овде. Ќе гледам да на време завршам. Јас тоа не верував, меѓутоа се случува. Знаете, кога бев млад пастор, се подготвував долго за проповед, а ќе ја завршев за 15 минути. Тоа убаво, ете. Меѓутоа, како годините одаат, тешко да завршиш проповед. Не знам што ќе е причината, ја мислев дека тоа другите проповедници така правили, меѓутоа почнам да и со мене да се случува. И затоа морам да внимавам. Затоа што можеби искуство чини свое, се надевам незаборавност, но неве утро ќе се охрабриме. Темава што избрав не, како да кажа, е практична. Јас повеќето што теми што ги проповедам ги бирам повеќе кои што ќе се како да кажем, кои што можат да се применат во секојдневниот живот. Во една црква знам кога бев, направив листа на зашто верниците би сакале да им проповедам. Ставив околу 25 подрачја. Ставив последни знаци, Христо доаѓање, пророчанство, биографии, Христови приказки, разни. Сакав да дам, да знам отприлика што луѓето сакаат да слушнаат и на крајот ништо не добив. Толку сме различити, секој има нешто свое. Затоа јас некако се чувствувам по-спремен на некој начин и уживам да зборувам за теми кои што се блиску до нас, до нашето секојдневие, бидејќи теоретското знаење е добро, меѓутоа понекогаш не е доволно ако не се практицира во живот. Нели така? Затоа бе повикувам ово утро да отвориме книгата Прва Мојсеева, или како е наречена Создавање, 17 глава, 1 стих. Значи, книга Создавање, или англиски знае некој, Book of Genesis, chapter 1. Создавање, не знам на германски како се кажува. Значи, има некој што слушам преведува, тоа е супер. Јас брго зборувам, ќе биде тешко нешто преведува, ама ете, тоа е така. Значи, 17 глава, 1 стих. Аврам имаше 99 години, кога му се јави Господ и му рече: Јас сум Ел Шадај, Бог семоќен, чекори по мојот пат и биди непорочен. Значи, ова утро зборуваме за христијанската или за христијанството и непорочноста. Господ Бог му се јави во позни години на Аврам и му рече: Јас сум, на еврејски вели Ел Шадај, или во превод Бог семожен, по мојот пат врви и биди непорочен. Секако Господ имал голем план со Аврам. Затоа го повикал од Ур Халдејски заедно со своето семејство да дојде во Хананскава земја. Бог кој што ја гледа нашата иднина во визија до крај,
Бог никогаш не доцни, никогаш не брза со своите планови и тој во одреден период на историјата на овој свет го повикал Аврама во таа земја, му се открил, му се јавил и му рекол: Авраме, јас сум тој всеможен Бог и очекувам од тебе да бидеш честит човек, да бидеш непорочен, да бидеш искрен, да бидеш човек по моето срце, по мојата волја. Знаете, не само што Бог барал од него да биде таков човек, туку секако Бог бара и од сите нас да бидеме честни, да бидеме непорочни. Што значи да се биде непорочен? Со тој збор можеме да кажеме дека и други зборови одговараат во истото значение. Да бидеш чесен, да бидеш искрен, да бидеш човек со едно лице, нели така? Да биде човек со интегритет, може ли така да се каже? Да бидеш она што би требало да бидеш. Овој збор непорочен е еврејски збор тамим, што во превод дословно значи да бидеш комплетен, да бидеш потполн, да бидеш завршен, хомоген, интегрален. Се повеќе и повеќе се зборува за интегрално брашно, така ли? Интегрален леб, интегрален ориз. Што значи тоа? Целосно. Кај што и луспата и срцето стои, така ли? Во духовен смисол Бог очекувал од Аврам да биде таков интегрален, цел, комплетен, завршен, без пукнатини во неговиот карактер. Да биде она што очекува, што треба да биде во своето однесување, да биде цврст во своето однесување, да биде одреден во своите принципи и науки, да не дозволува да го секое ветерче да го витка лево и десно, бидејќи ќе биде искушуван и ќе биде испробан. Знаете, непорочноста, честитоста не може да се купи со пари. Тоа не се наследува и не може да се продаде. Честноста и непорочноста се стекнува во цел живот, а може да се изгуби само за миг. Со една неразумна постапка можете да срушите се. Јас се сеќам како дете, ми кажуваа: внимавај да го сочуваш образот на твоите родители. Што тоа значи? Многу е важно да го сочуваш честа името, така ли? Оти вие знаете, кога некој ќе ви каже: кој си бе, од кај си ти? И кој ќе ви каже по прекар од фамилија, така ли? Сега ми текна. И со тоа текнување што ви се враќа? Сетот, имидж, карактер на тоа семејство или на тој човек, така ли? И ако некој не внимава од семејството, може да го сруши тој имидж. А тоа никој не сака да го доживее. И зато Господ му вели на Аврам: биди непорочен. Јас те избрав, биди честит. И стои како таков. Ќе спомнам неколку примери од Библијава луѓе кои што навистина биле такви. Ќе се поучиме од нив. Прво да кажеме, непорочниот човек нема одошто да се плаши. Точно ли е тоа или не? Непорочниот човек нема од што да се плаши. Не ли така? Кога живее во еден округ во Австралија, една вечер се враќам дома, мислам и жената, и гледам на вратата картичка од полиција. И кога ќе видите картичка од полиција, веднаш се прашувате што барале кај мене. И друго прашање: што би ме барале, што сум направил?
Веднаш се испитуваш, така ли? Абе, дали сум брзо возел? Дали некој нешто, обично не тропа полицаец така да ти каже да дојде на кафе, што велат. Да, еден верник, за жал, умрел и нашле картичка, кај него тој живееше сам, со моите податоци, и ми оставиле картичка да дојдам следниот ден во полициска станица и да кажам повеќе за него, кој што, кого има, кого нема и така натаму. Ali сакам да кажам, кога ви е чиста совеста, кога знаете не сте сторили ништо, нека има и 10 полициски картички таму, така ли? 5 не даваш. Ама ако си имате, што вели мувата на капата, кај гледате како да го прескочите тој состанок утре во полицијата, така ли? Да кажете дека сте забораиле или сте биле на пат, белки тие ќе заборават на вас. Човек од интегритет, непорочен, нема од што да се плаши. Еден од таквите, кои биле луѓе во минатото, бил пророкот Даниело или Даниел. Тој бил така совестен, така непорочен во својот карактер, во своите зборови, во своите намери. И ништо не можел да ја помери неговата верност од Бога. Вие знаете во книгата на пророк Даниил во 6 глава, да се подсетиме на овие зборови, Даниил 6 глава. Еве овде имаме извештај кога за жал бил фрлен во лавовската јама, така ли? Даниил 6:22. Кога царот отишол, тоа е 6:22. Даниил 6:22. Еве што вели вака. – 22 и 23. Тогаш Даниел, царот отишол да види дали е Даниил уште жив, бидејќи бил фрлен во јамата со лавовите. Тогаш Даниел му одговори на царот: царе, да си жив до века, мојот Бог го испрати својот анđел и ми ја затвори устата на лавовите така што тие не ме повредија, зашто јас излегов пред него, се мисли пред Бога, чист, па и пред тебе, царе, не сум извршил никаков престап. Овде Даниело зборува како себе се гледа, така ли? На царот му вели: царе, јас пред Бога сум чист, а и пред тебе, царе, не сум направил ништо лошо. Бил искрен. Ама некој ќе каже, па лесно е за себе да си кажуваш убави зборови, така ли? Никој не кажува за себе лошо. Кажува понекогаш, ама не мисли така. Ако не мислите така, кажете на некого лошо, па те видите како си споминете. Секој за себе си има убави зборови. Па Даниело вика: јас сум честит Боже, јас сум пред тебе во ред, царе, на тебе не сум грешил, добар човек сум. Ама да видиме како сведочат неговите непријатели. Кога некој непријател за вас ти каже убави зборови, тогаш тие дупло повеќе вредат, нели така? И читаме во истата книга, во 6 глава, во 5 стих. Вие знаете што каже овде Библијата, во 6 глава, 5 стих. Тогаш кнезовите и говернерите се договорија да го обвинат Даниел во управувањето со царството, но никако не можеа да најдат повод. Ниту пак грешка, бидејќи тој беше верен и немаше никаква грешка ни вина, но ќе видиме осеб за верата. Пазите Библијата што кажува: непријателите на Даниело не може да му најдат никаква грешка. Честит човек, непорочен човек. За себе човек ќе си каже убави зборови. Ама кога непријателите ќе кажа дека сте честит човек со добар карактер, интегритет, тогаш вреди да се чуе. Зашто станува всушност збор? Вие знаете дека Даниело беше во робство земен, како туѓинец, 18 годишно момче, одведен во Ерусалим, отргнат од дома, градот запален, фамилијата може би убиена,
Dođa tamo i ovdje gledame kako Bog malko po malko Danilo napreduva vo svojata služba. Od rob postanuva neko i nešto. Međutim, koliko što njegovata reputacija i ugled raste, toliko i neprijateljstvo to sprema nego raste. Tuđinec od tuđa zemlja da postane sovjetnik na cara. To ne bilo lesno. Zamislite nekoj da dođe nekoj izbeglica od Sirija i vednaš da bude prv zamjenik na predsjedatelju od Makedonije. Da vidite, nema da ne bude lesno, tako li? Aman ne najde nijedan pametan pomeđu nas. Taka se čustvo Danilo, 120 duši pretendirale na to mesto, kaj što Danilo trebalo da bude izbran za služba. Site se nadevale, site rodeni vo Vavilon, site domaćini, zna perfekt vavilonski, tako li? I koga trebalo da se izbere, bum, Danilo izbran, ti je teško go podneli toj poraz. I sakale da mu napravat nešto, da skovat plan. Stajno se dogovarali tije 120 duši, pravile plan kako da mu najdat nešto da go skinat Danilo, da postavat nekoj od svojite. Obično vi znajte što se pravi deneska. Ako nekoj sakame da go simnime od vlast, postojat obično dve pričini na koji se sekugaš vlog na koji uspevat ludjevo. Prvo, finansijska pronevjera, tako li? Vtoro, na koje područje? Na njegovi od moral. Pred 2-3 godine glavni od nam Svetski monetarni fond, ne znam kako se vikaše, koji beše u Amerika, bam, se našlo deka nekoj, toj se dodvorilo na nekoja žena. I ta se žalela i vednaš go simna. Vedite da kaj se ispita njegovi od slučaj i vednaš postavi jedna druga ličnost i se zataška ta rabota više. Niko još ne se najde da li ta pritužba beše vistinska ili lažna, gotovo. Ako sakaš od nekog da se rešiš, pronajdimo deka finansijski pronevere i nešto na moralno to područje. I gotov je, niko ne može da go spasi. I taka ti je pravile zavera za Danilo. U današnji uslovi, što bi pravile ljudi to da mu najdat zabeleška na čovjek? Od ljubomera i od zavist. Barali prvo bilo druga nacija, tako li? Bil Evrejn, ne bilo od svojite. Vtoro, sakali da vida da li raboti za nekoja tuđa vlast. Može bi je ufrlen špijun, kaj znaš? Treto, može bi mu otvarali njegovata privatna pošta. Verujem, bi vliguvali noćevo njegovata kancelarija da najdat nekoj dokument, da se dočepat vo materijal protiv Danilo. Ponatamo što? Može bi gi prisluškuvali njegovite razgovori. Zadolžile da nekoj odi čepreka po njegovato minato da vidi da li će najde nešto. Se poveće v Australija, koga dođe na vlast jedna partija, ti je stavat svoje luđe i taman će stavat, bum, na medija. Veli, eve ga, koga bil pred 20 godini mlad, ti najđe eve što zboruo. I gotovo, će mora vednaš ostavka da dade. Go. Ne znam kako je u Makedoniji. Sve pravile prisluškuvali, provjeruvali e-mail, svi mobilni, od togaš i kancelarija gledali, sve da najdat primjedba na Danilo. I da li našli? Bez greška. Sve bilo perfektno. Zamislite kako primjer idealan. Zamislite čovjek sa neporočno srce. Zamislite kakva verna ličnost vo tuđa zemlja. Ne može li ništa da mu najda? Kakov svetov primjer za nas danas. Čestiti, neporočni, integralni. Ne našli nikakvi dupki vo njegovi od karakter, vo njegovi od integritet bil 100% jak, cvrst. Ne može on nikoj da mu pruži prst da kaže, ajde ti molči.
по-добро да молчам, инаку ти знаеш што ќе кажам, да те уценува. Немало такво нешто. Само што може да му најдат, а тоа е што се моли на друг Господ, така ли? На вистинскиот Бог. И направили завера да го обтужат. И го обтужиле. И неправедно го фрлиле. И таму си продолжил да се моли на Бога. Не затоа да одинат или да покаже дека е непослушен, туку затоа што тоа го правил према Бога. Молитвата била негова секојдневна потреба. Тој наставил да му служи на Бога и со тоа не гледал никаква дека е тоа непослушност према царот. Не се криел во подрум, туку останал доследен на своето верување. Човек кој е непорочен, човек од интегритет, нема од што и од кого да се плаши. Па дури ни од царот. Имаш очи да гледаш во него и да се сретнеш, нема што да се криеш, нема од што да се плашиш. Второ, за да бидеме непорочен, човек од интегритет и непорочен не дозволува да неговиот живот биде креиран или трендовите или културата во која живее да го преобликува неговиот живот. Значи човек кој е непорочен, кој има чист карактер, не дозволува да условите на животот да го менуваат неговиот однос. Во Римјаните 12 глава, ја знаете оној први и втори стих, што кажува тамо, немој да дозволите, Римјаните 12, 1 и 2, што вели овде? Браќа, во името на Божјето милосрде ве молам, подајте ги вашите тела во жива жртва, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и сознавате што е волја Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Не сообразувајте се или не дозволите да ве формира или да ви, како да кажеме, кој друг збор на македонски, малку почнав ја да ги губам македонските зборови. Да не обликува. На англиски вели to mold, да ти shape, да ти става друга форма. Не дозволите. Човек со чисто срце, човек од интегритет не дозволува да било каква култура земска, световна го обликува неговиот духовен живот. Туку само дозволува да Господ преку речта го обликува неговиот живот. Вие знаете дека Даниил кога го дошол во царството, веднаш царот го променил неговото име. Наместо Данило добил име Валтасар. Сакал по секоја цена да го избрише верувањето во живиот Господ. Меѓутоа не успел. Не успел, кога Данило не дозволил да надворешните услови, околности и та паганска култура да го промени неговиот однос према Бога. Останал непорочен. А вие знаете, во тие пагански земји постоеле ништо не е грешно, ништо не е свето, се што ти дозволува, се што можеш стори, само ако ти се допаѓа. Меѓутоа Данило останал верен и чист на Бога. Понатаму читаме дека како што гледаме и кога бил и во јамата фрлен, тој исто така останал верен на Бога, како што бил и во канцеларијата додека бил со царот. Бог и нам денеска ни вели да не дозволиме да условите во кои живееме, световноста со која сме ние под притисок секојдневно, да ја преформира, да го преформира нашиот карактер. Бидејќи често кога ги проповедам и во Австралија, зборувам дека земските вредности и небесните вредности се понекогаш сосема различити. И затоа
Секогаш како христијани треба да гледаме кои вредности Бог ги цени, а не кои се тренутачно популарни во земјата, опростите. Вие знаете дека постои една мал гуштер кој се вика камелеон. По што е познат камелеонот? Ја менува бојата према околината. Ако се наоѓа меѓу жолтите есенски лисја, каква боја ќе прими? Ќе одиш, ќе го нагазиш, а нема ни да го приметиш. Ако се наоѓа во зелена трева, ќе позеленее. Тој се прилагодува према условите. Знаете, и многу христијани се слични. Читав за еден човек кој отишол да работи во шума како дрвосечар тамо. Христијанин. 6 месеци поминал тамо и се вратил назад и им кажал: "Каде те не те видовме, бев ли тамо најдов работа?" "Леле, тамо," рече, "па тие луѓе вели многу лоши, псујачи, изругувачи. Како можеше со нив, ти како христијанин? Нели ти смејава?" А тој им рекол: "Никој не дозна дека сум ја христијанин." Што тоа покажува? Камелеон, нели така? Данило не бил тако. Данило не бил тако. Тој бил човек од збор, непорочен, цел. Вие знаете, многу луѓе се спремни да ги продадат своите духовни вредности за шака пари, долари. Или за едно подобро работно место. Дозволуваат околностите да ги преформира, да вредности што ги научиле во домот или во црквата, ги остават настрана, да би успеале тамо или за шака долари, или за едно подобро работно место. Јас тоа го гледам во Австралија. Јас знам некои луѓе кои работев и во Србија и во Босна, ги познам некои луѓе одавна. Дошле тамо во Австралија, се изгубија. Се изгубија некои. Не успеа да останат цврсти. Пукна, како да кажеме, не цело зрно, него светот успеа да најде простор и да најде, да ги раздвои од Бога и од тие духовни вредности во кои биле подигнати, да ги стават настрана. Може би за едно време, меѓутоа за жал тешко е да се вратите кон Бога кога еднаш ќе отидете. Човек кој се компрометира поради положај или ради некои подобри удобности покажува незрелост, нецеловитост. Тој покажува или дека е духовно искомплексиран како личност, супериорност или инфериорност ствара пукотина во нашиот карактер и непријателот може да не скрши. Во Австралија честопати наши верници, посебни младиве, кога сака да најдат работа, тие мора да припремат резиме, така ли? Да аплицираат за работа. И често на тие апликации ставаат мене или мојата сопруга од моите цркви како референц или како додатно пастор, телефон или имейл. И често јас добивам телефонски повик од директорот на некој предпријатие или од банка, зависи, кај што аплицирале за работа. И прашува, баш пред патот добив за едно девојче од црквава, треба да се запосли како учителка во школа и главниот директор ме повика. Не знаев дека таа ставила моето име, малку ми изненади. После и напиша, велам порака, требаше да ми кажеш. Ја ќе ти помогнам, ама да знам, да не ме изненади, така, треба да смислам. Или кога возам или седам, веднаш те вика некој, им кажам на моите верници, јас сакам да сите вие имате работа. Ама ја не сакам да лажам за вас. Ако ставате моето име, јас сакам добро да кажам. Ама за да би кажал добро, бидете добри. Оти ме прашуваат, на крајот обично директорот или кој ти ми каже, знаете, фала, пасторе, уште едно прашање, велам кажи. Кога би вие биле директор на место мене, би ја запослиле таа личност во таа фирма. Ајде, кажи сега.
Имав една секретарка во одборот, дали 2 пати направи извештај на крајот од одборот да ми прати. Стално моли, куми, стално зафатена никогаш. Па си велам, како таа еден ден може да биде секретарка во некое предпријатие, леле, тие ќе се изначекат на неа, ако остане таква. Сакав мислата ми е да бидеме непорочни, честни, искрени. Бог очекува, али и народот очекува. Вие знаете во книгата Воспитување, Елена Вајд вели, она што на светот му се потребни, какви луѓе му се потребни? Луѓе кои не можат да се купат, ниту да се продадат. Луѓе кои се верни на својата должност, како што? Како магнетската игла на компасот. Ништо повеќе, ништо помалку, браќа и сестри. Бог сака така да бидеме, али не само Бог. И твојот менаџер, твојот шеф, кај што работи, и он сака такви луѓе. И он сака луѓе точни, педантни, кои ќе кажат да, кои ќе кажат не, луѓе честни, непорочни, а некои никако не знаеш дали ќе им се потпреш или не. Ние како христијани треба да дадеме, да подигнеме, како да кажеме, очекувањата на повисоко ниво. И луѓето има право да очекуваат од нас повисоко ниво, така ли? Ние сме Божи деца. Господ не повикува. Се учиме од Словото Божие. Много е тоа важно. Светот тоа го очекува и Господ го очекува. Трета точка, скоро сум пред да завршам. Човек кој е непорочен или човек од интегритет, секогаш ја кажува вистината. Тоа е една особина многу важна. Библијата вели кога треба да кажеш да, требаш да, а кога е не, не. За жал, Аврам не бил таков човек. Тој кога дошла криза, што рекол за Сара? Сестра ми е. Сакал да се снајде. Вие знаете што се да се снајде човек. 3 пати слагал на луѓето зборувајќи дека му е Сара неговата сестра. А знаел дека му е жена. Само за да се, бидејќи се уплашил да не го убијат. Човек непорочен, човек со цврст интегритет, нема од кого да се плаши, не дозволува да условите во кои се наоѓа да го формират неговиот карактер и секојаш ја зборува вистината. Петар, за жал, мора да работи на својот интегритет. Кога се греел около огнот, а Исус во судницата, кога дошла една жена му рекла, и ти беше со Исус, како тој реагираш? Аман, жено, од каде ти таква идеја? Кај си ме видела, немам врска со овој човек. Петре, далеку си од она што требаш да бидеш. Тој постана непорочен, само требаше да помине време. Човек секогаш да зборува вистината. Едно момче и девојче се заљубили еден во друг. Седнале во паркот и така разговарале. Момчето сакал да дознае дали таа врска ќе работи или не, па почнал да го прашува, вели, бил вака старомоден. Абе, кажи ми, дали ти знаеш да готвиш? Да, вели, јас знам да готвам, вели девојчето. Убаво. Тикирал една црта, добро е. Дали ти вака знаеш да одржуваш куќа, да очистиш? Знам, вели. Браво. Па дали знаеш да пеглаш? Да, вели, знам да пеглам. Мајка ме научи, добро тикира. И така, целата листа што е имал, си тикирал добро. Па премногу добро. Таа девојка си рекол, лелеш, баш среќен што е најдол. На крајот рекол, добро те прашам, дали има нешто во што ти не знаеш или во што си слаба? Во нешто да грешиш? Па вели има само во едно. Па во што е? Само помалку си лажам. Ете, само малку. И може сето тоа да го расипе што сме мислиме да е добро. Не сакам да завршам без да го спомнам Јосиф.
Čovek neporočen, kako i Danilo, vo tuđa zemlja, vo najtiški uslovi, ne dozvolil da njegovata moralna vrednost bide promeneta. Vi znajete slučaj od 1. Mojsijeva 39. glava 11 i 12 i svi kaj što kažuva, koga došlo iskušenije to, to je rekao ne. Ostanal dosleden, cvrst, neporočen, čovek od integritet. Ne bil nekoj starici, bil čovek 30 godini, bo najdobra snaga, taka li? Biblija kažuva, a i duh na proroštata, bil mnogo ugleden čovek, na anglici bi ga handsome, znači privlečen. Mladata žena, na njegovi od gazda, tvrdila oko na nego, a toj obespraven rob. Imao site opravduvanja da se dade, bideći nemal ni vlast, nemal ni zaštita, nemalo nikogo, ta go imala nego kako sredstvo. Možela se onego da raboti što saka, zato što toj nemal svoje mesto. I kako rob odlučil da zastane i da kaže ne. Vidi, čovjek neporočen nema od koga da se plaši, tako li? Pa će go furlat u zatvor. Što bi rekli ni na anglijski, big deal, golema rabota, tako li? Ako je Bog sa mene, Bog je najde rešenije. Josif ostanal veren, ne puknal, ne dozvolil promeni koga došlo vlijanje negativno vrz nego. Go izdržal testot na verata. Ostanal integralen, čestit. Na luđe kako što je Josif, možete da se doverite vo sekoj vreme. Na luđe kako što je Josif, možete da mu je doverite crkovната blagajna i znajte da na krajat nema da fali ni tu, nisto ni centa, ni parička, tako li? Na luđe kako što je Josif, znajte da možete da gi dadete ključevite od vašata kuće i će odite na godišnji odmor, će dojete u Australija, 6 meseci. I koji će se vratite, znajte da cakum pakum, ništa nema da fali od vašata kuće. Lele, kakov čovjek. Na luđe kako što je Josif, znajte da možete se doprete vo sekoj mig, toj nema da ve izigra, nema da ve nasanka, kako se veli. So nego možete da sklučite delovna zdelka, da kupite kuća zajedno, da kupite farma zajedno, znajte da nema da vi izneveri, nema da zlopotrebi. O, braća i sestri, to nešto ni treba. Da vlezete vo partnership, vo zajedništvo. Ne može, na luđe kako što se Josif, možete da ostavite vaše devojče, vaš sin, sonif, i vokola i bilo kada i znajte da ništa nema da mu se sluči na vaše to dete. Koliko je ubavo deneska, koga Bog bi ne imal nas kako takvi neporočni i čestiti. Sećam za jedan slučaj. Čovjek, naš čovjek, biznismen, otvori biznis. Mlada žena, oženiti, nema deca. I toj raboteše, dosta fati pari. Ama negovata žena, za žal, ne se pokaža najdobro. To će biti kaj maškiti, voli slučaj kaj ženska. Malko po malko, tajno je preparluvala parite od zajedničke računa nezin privaten račun iz smetka. I koga dovoljno prefarli, odjednaš mu svrti grb, namažat i otide za drug. To je teško koje će se dožive. Ne li tako? Strašno je. Koga neko tebe izigra. Bog zato ne pokažuva i mu kažuva na Avram, bidi česen, bidi neporočen, ne dozvoli da uslovite na životu da te promenat. Bidi veren. Bez obzira da li ponako vaš usloviti će biti dobri ili loši. Poznati od Arturo Toscani, italijanski kompozitor i dirigent, za koga se veli da je imao mnogo izoštren sluh. Dirigiral vo Milanskata Scala, koga orkestarot i horot svirali i pele
fortissimo, znači mnogo jako. I vo toj mig, to je povлекол неговата својата палка, и оркестарот, и хорот запнале, сопреле. И тогаш тој повикал, на ова место само пикол свираше исправно. Пиколо е флаутата, малата флаута. Браќи и сестри, диригентот на целата вселена, нашиот Господ Исус Христос, не посматра, не најблюдува. Го гледа твојот, мојот живот. Ги слуша твоите и моите зборови. Ги гледа нашите постапки. Ги знае нашите чувства. Тој наскоро ќе дојде. Сите ние на оваа земја се наоѓаме во тој свет каде што се пее и свири, секој на свој начин. Па моја желба е да оној ден кога Господ Исус ќе дојде, кога ќе не погледа во очи, да ни каже, ти свираше исправно. Ние да бидеме тие, бидејќи Господ има слух и вид и гледа се. Затоа нека Бог ни помогне да бидеме луѓе од принцип, да бидеме луѓе кои што овој свет има потреба, а исто така да му останеме верни на Господ, да кој ќе дојде да не најде спремни да не земе неговото царство. Амин.